Овој булевар и мост се ветени во програмата на СДСМ за 2018 и тоа не е реализирано. И сега ќе ви објаснам малку подетално во однос на овој проект. Значи, овој мост би почнал од местото Керамидница. Тоа е после влезот во Скопје, лево према Дојрана. Тоа е местото Керамидница и со цел го предлагаме и во вашата програма беше за да се поврзат полесно Керамидница, а и дел од Газибаба тука зафаќа, да се поврзат со аеродром, автоматски и со центар. Со тоа мислам дека побрзо ќе се поврзат и со клиничкиот центар, затоа што луѓето што се од Керамидница сега имаат опција или да одат преку патот кај Саем, или пак мора да излезат на булеварот Александар Македонски, а најчесто секое утро имаме страшен сообраќаен метеж на влезот во Скопје, така имавме и денеска, и за да се избегне тие гужви, за да се намали и сообраќајниот метеж во овој дел, го предлагаме овој мост и овој булевар. И сега најголем дел од граѓаните кои што живеат таму имаат проблем со земјиштето, бидејќи се или поранешни сопственици или го имаат купено земјиштето и согласно законот за експроприација тоа треба да им се плати. Но град Скопје им нуди многу ниска цена за квадрат земјиште, негде од 300 до 400 евра наместо 700 до 800 евра, кое што реално чини таму. И сега ги тераат граѓаните да водат некои нови постапки за приватизација и слично, и тоа е дополнителен, да речем, трошок на граѓаните. Плюс, како што кажав, им се нудат пак пониски цени за квадрат и луѓето за тоа се нормално незадоволни. Некако се води и упатува кон тоа да не се реализира, и па се наветнува прашањето зошто тогаш преамбициозни проекти ветувате пред граѓаните, да не речам ги лажете, како што милуваше да каже овдека еден колега. И многу е чудно што во целост за програмата на Газибаба имате ветено преамбициозно многу проекти, а имате многу мала реализација. Овде е целосно програмата што ја имате вие ветено со проекти за Газибаба и направив една статистика, вкупно ветени 141, сте отпочнале 24, нереализирани 117. И морам да ги набројам тие што се ги набројале, во кои што ви се отпочнати. Набројувате заменети и строшени клупи во паркови, нешто што спаѓа во редовна тековно одржување на парковите, вие го набројувате во завршен проект. Потоа имате почнати проекти, регулација на автобуски превоз за потребите на граѓаните, зборуваме за во Раштак, нешто што се решава со еден телефонски разговор и кој што се договара само линијата 65-ка, автобусот од Стајковци да продолжи до Раштак. И тоа го ставате во реализирани проекти. Во реализирани проекти сте го ставиле и основното училиште Вера Јоцик, кое што од проектна документација и реализација беше завршено во времето на ВМРО ДПМН, за да оваа влада и сегашниот градоначалник од СДСМ во Газибаба се слика и го промовира како нивни проект завршен, без технички прием. И на тој начин се накитивте со туѓи перија. Потоа, морам да напоменам дека имате 50% од прилика кратење на средствата во делот на водоводни мрежи. Тоа значи дека она што го ветувавте пред граѓаните во Раштак, како што умееше да каже градоначалникот Борис Георгиевски, 2 дена само што дојде на градоначалничкото место, во Раштак се појави, дури пушти чешма и најави дека веќе Раштак има вода. Јас со мештаните од Раштак комуницирам редовно, луѓето немаат вода. Значи сократењето со средствата во ребалансот нема водовод ниту во Раштак, ниту во Брњарци како што ветувавте. Но затоа пак популистички, како што кажав, последнава година пошто свативте дека е изборна година нареднава, се зафативте со работа и асфалтирате улици во Брњарци. Наместо прен да се стави водовод, па потоа да се стави асфалт, вие прво асфалтирате, а луѓето во 21 век немаат вода. Понатаму, како што набројав преска, асфалтирате
секоја чест за се што сте се зафатиле, иако е малку во Гази Баба, секојдневно ја проаѓам улицата Благоа Стевковски. Најавена ви е атмосферска канализација таму, нема А од атмосферска канализација. Најавено ви е проширување, нема проширување, ама важно е раскопана. Сообраќаен метеж невиден, хаос е во Маџари, во местото каде што живеам. Колку да се покаже и тоа, мораше да дојде премиерот Заев ноќе во 11 часот, да дојдат машините, за да после 15 минути поминам по улицата, само имаше еден тенок слој од асфалт изгребан и воопшто немаше ништо продолжено да се работи на улицата. Така да, навистина, јас сакам да апелирам до заменик министерката. Морам да го поменам да збориме по амандманот. Булеварско решение 600 милиона денари. Вака се. Исто вака се. Преска разговаравме председавач дека се обидувате да ги карактеризирате моите реплики, дали се говори или не. Значи, овдека секој пратеник има право да зборува и секој има свој стил и начин на изразување. И сметам дека не е коректно да ме прекинувате. И цело време се залагате за правишна застапеност на пратениците, а некој пратеник прво апелирав и до вас, колеги. Значи, за да бидеме правишно застапени, затоа што сите ние доаѓаме од средини каде што луѓе не гласале и сите имаме поднесени амандмани, да ве замолам за коректност, затоа што еден амандман може да се работи 3 дена, а некој амандман може да се работи и 5 минути. И немате право да ме прекинувате, затоа што прв пат добивам можност ја да држам говор. Претходно реплики држав. Во средствата што кратите за водовод ме загрижува затоа што тој амандман нема воопшто да стигне на дневен ред овде, а тенденцијата на комисијава амандманска расправа е да поминат што поголем број амандмани. Ке имаме на пленарна седница и тогаш полемизирате колку сакате, ама не, вие ја злоупотребувате и комисијата, тука е проблемот. Што кратите од 20 милиони денари на 10 милиони денари за водовод во Сопиште. Во Сопиште имате вака 10.000 луѓе кои што живеат вакво нонстоп таму и отприлика 3.000 луѓе, можеби и повеќе, во викенд на селбата. И имате следните вие населени места кои што зависат од водоводот Сопиште: Јаболци, Нова Брезница, Говрлево, Света Петка, Барово, Чифлик, Долно и Горно Соње, Сопиште, Ракотинци, Добридо. И сега во 21 век повторно зборуваме за вода. За вода, за основни услови за живот. А што да бараме понатаму? Бевме сведоци како овдека си се прават математики, весели математики, акробации во ребалансот. Само на колегата Реджел да се прифатат 2 амандмани со намалување на средствата. Колку да се отпочне проектот? Па еве, направите таква акробација за меничке министерке. Во делов за ова, високи се средствата, свесна сум ја за тоа, но еве, направите таква некоја екстензивност, ќе ве замолам, за булеварот и мостот од Керамидница до аеродром, помалку средства одобрете, но да се отпочне со проектот. Ако ништо друго, да им се олесни на граѓаните, затоа што добиваат премали цени и суми за нивното земјиште. Еве, нека се тргне од таму. Затоа што вие во вашата програма СДСМ ветувавте дека ќе оформите фонд за поддршка на проекти од општините, кои ќе се финансираат од ИПА и други програми. Па од ИПА проектите вас ви останаа средствата неискористени затоа што немавте реализација на капитални инвестиции. Вака ли ќе ги поддржувате општините? Како ги поддржувавте општините? Реалоциравте 50 милиони денари и денеска разговарам со 50 милиони евра, извинете. Разговарам со градоначалници кои колку добили сосема небитно, но прво нема правишна застапеност, затоа што креирате градоначалници кои што ќе бидат мрзливи, кои што ќе бидат неработници, за сметка на оние што домакински си ги воделе општините. И добивме ли повратно информации за што се потрошени тие 50 милиони евра? Не добивме. Никому ништо. И додатен проблем е на тие градоначалници. Еве, поразговарајте на тие што си ги реалоцирале. Не зборам за оние што си оформија, што си го подновија возниот парк, не знам, во општините и нови возила што си набавија. Ке ве молам за коректност и еве, намалете ги средствата, уште еднаш апелирам за меничке министерке, за ги намалите и да го прифатите амандманот.